не ќе да се мешам во ничи живот, ама чувствав потреба да треба да направам вакво видео. Значи, денес ќе гледам видео репортажи како можеби ќе биде вако монстарно дека се мешам во нивна работа, ама битно почувствав потреба дека треба да правам вакво видео. Така да можеби некој ќе се пронајде во ваква ситуација, така да јас длабоко се извинувам за ова, ама имав потреба да направам вакво видео. Значи, јас учам во Лазар Танев и од кога се иде од кај Лазар Танев на кај дома, нели се поминува прво на завод за вработување, па домот 11 октомври. Па во тој дом 11 октомври, лично јас сум бил во него, не за седење, туку да видам што како е. И памтам дека децата беа во толку лоши услови, што едноставно мене ми се плачеше, брат. Значи, не знам, не кем никога да врегам ни да обвинувам, ама луѓе, деца што се у дом, не го заслужуваат тоа. Ви кажувам. Значи, на деца од колку? Од 7 до 9 години. Што сгрешиле вакви мали деца да ги ставате во лоши услови? Да, иначе сега 11 октомври као беше? Порано беше дом за деца без родители, а сега е не, за психолози, така нешто. Така да, ете што да ви кажам. Значи, деца плачете, се гледа на слика дете дека плаче, во лоши услови живеат. И да имав магично стапче да ги решив сите проблеми во светот као да нема проблеми. Ама тоа е. Значи, пазите го насловот на видеото. Репортажа. Како живеат децата без родители во нивните мали групи. Па да го отвориме видеото сите заеднички да видиме како живеат деца. Пошто треба да им помогнеме на деца. Не, па, види, и јас сум дете. И би им помогнал, реално кажувам, би им помогнал. Нема везе дали има корона или нема, јас би му помогнал. Така да едноставно жал ми е за деца. За воспитачите мање више, ама за деца ми е жал. Значи, по самата слика што ја гледам на видео, го знам веќе филмот дека не е тоа што било порано. Така да, деца се во премногу лоши услови. И јас да бев полнолетен ќе отворев трансакцијска сметка, ама не сум полнолетен, така да може само преку видео да им помогнам. Така тоа е. Мали невини деца живеат во никакви услови. Така, доста ломотам, ајде да видиме. Само ќе пуштиме на фул скрин. Е така. Интернетот, па да... Ајде, еве го. Ова е еден од 4 мали групни домови, во кои сега се распределени дечињата од домот 11 октомври. Во овој мал групен дом живеат вкупно 5 дечиња. Добар ден. Како сте? Добри? Затворете ладно надвор. Овде се околу еден Кугува мраче? Да, сонце. Месец, а веќе наликуваат на вистинско семејство. Дел од дечињата беа на училиште, а дел се подготвуваа пишувајќи ги домашните задачи. На најмалите омилена им е онаа поликовна, а за да ја завршат, Сака со водени? им помага воспитувачот кој постојано е со нив. Едно вакво, едно вакво. Ама вака малкото стебленцето подиме. Опце без... При формирањето на групите се водело грижа за роднинските врски. Едно од девојчињата му е сестричка на ова момче, кој е средношколец и е највозрасен во групата. И другите деца се роднински поврзани. Остануваме со Пајле, поручкуваме, идеме во школа. Се враќаме, може малце да одмориме, јас идам на тренинг. Кога ќе се вратам нешто, ако можам да поучам. Во домот 11 октомври
го оставиле пред 13 години. Шо? Кога Иде? во домот 11 октомври го оставиле пред 13 години, кога бил многу малечак. На почеток е тешко, нормално. Си живел со мајка, после не ја гледаш. И така. Ама како растеме, се повише и повише сваќаме како е. Навикнати на тамошните услови и живот со десетици други, овие деца се сомневале дека е воопшто можно некогаш да ги однесат на поубаво место. Ми е најдобро овде. Мислам дека е подобро од домот. На почетокот не ќе да си идам, пошто не знаев како е, ама Ја не би сакал да знам како е во дом. правевме муавет со директорката и беам се дека ми го смени мислењето. Во боја е овде, не е сигурно. Додека другите се преокупирани со цртежите, тој може намира да поразговара со воспитувачот, што досега било реткост. Мене ми е поудобно, пошто сме помалце деца и воспитачите можат да ни обрнат повише внимание. За било што сакаме да разговараме, може на само, групно, како сакаме да се договориме за било што. Воспитувачите се истите, од домот. Во секоја група има по четворица, по еден во смена од по 12 часа. Клучната разлика е дека децата се многу малку како група на деца. Значи на нормално малку поголемо обично семејство. Да не речам со 20 родители, се пак мене и повеќе колеги. Васко! Васко Георгиев, го знам човекот. Тоа се мајка ми го знае. Damn! Не, Васко воспитачот. Не е зеванци, он е брат. Васко Георгиев, го знае бе мама човеков. Уште воспитач бил на времето. И можеме, ми се чини максимум Па да, тој однос човекот е, со бе. секој дете кога комуницираме, да ги воспитуваме. Во секој Леле, воспитачот Васко. Ја го знам лично човекот, пошто бил валја воспитачот на мама. И долго време не сме го видели вака пред камера. Мајки ми. А ја не мислев дали е жив човекот, ама жив бил. Браво, Васко. Свака час што ги воспитуваш децата. Значи, воспитачот Васко, ти барем за мене, најболја воспитач, пошто никад не ги тепал децата цело време, им помагал, им давал насоки, ги сакал, ги почитувал, им разјаснувал проблеми. Воспитачот Васко. Не е фрка, брат, он е. Васко Георгиев. Човекот го немам видено на 2-3 години, сигурно. Од кога се затвори 11 октомври, го немам видено на човекот. Нивното живење, не може сега дури воспитување да се го каже. Живееме секојдневно и спонтано. Легенда. Се воспитуваме. Легенда, Васко. Любите, брат. За него ваквиот начин на живење е клучен за децата да израснат во емотивно здрави личности, кои во Браво, срце мое. Е вака, значи, нема веќе деца што се од дом. Бидно, има некој кој ги сака, а тоа е воспитачот Васко. До кај стаса воспитачот Васко. Од службеник во 11 октомври воспитач за деца, сега воспитач за деца во групни домови. Да си ми жив и здрав, бе, Васко. Значи, се најубаво ти посакувам. Иако не сме те видела одамна. ништо нема да се разликуваат од останатите. Повеќе можеме на секој дете да му посветиме внимание. И во соглас Значи, Да се разликуваат од останатите. повеќе можеме на секој дете да му посветиме внимание. И во соглас повеќе можеме на секој дете да му посветиме внимание. Васко е душа човек. Не го правам ангел, ама стварно е човекот е... Човекот си е едноставно... Како се да ви го опишам? Човекот е како ова. Како ова е човекот. Со меко срце, со све. И многу е убаво што познам таков човек. Така да, едноставно... Значи... Да разјасниме некои работи. Јесте, живеат у дом. Овој средношколец што е, го ставиле во дом пред 13 години, кој бил ептен малечок. Епа на почетокот било тешко, ама после ќе се навикнеш. Што има мама пријателки во дом, мама во дом
кој е бил, значи, до полнолетство. Значи, тие што мама има полно пријателки од дом и до ден денес се дружат, се сакаат, испаѓаат на кафе, се почитуваат, се сакаат, се дружат, спиеме кафе, све тоа. Значи, ако бил дом за деца без родители, значи 11 октомври бил дом за деца без родители. Ама, тие деца што се без родители се повоспитани од мене, пошто кога си во дом, мораш толку сат на јадење да си, мора толку сат да спиеш, мора толку сат да се вратиш од шетање, мора толку сат да легнеш и мора толку сат да идеш на школа. Значи, у 11 октомври било голема дисциплина. Еве, мама ми има кажувано, ако не се појавиш са бајле на доручек, нема доручек. Леле, значи, да, јесте бил дом за деца без родители, имало воспитачки, Васко го знам, Розе ја знам, значи, многу воспитачки што ја воспитувале мама, како мало ги знам лично. Така да, едноставно, може би било тешко да се издржи тоа, ама валјда давале напор и желба дека се ќе помина. Како што вели средношколецот, ме ставија пред 13 години, но живеам среќно. Тоа е заради воспитачите, пошто не ќе мака сега да критикувам, ама има некои добар воспитачи, има некои лош воспитачи, значи тука некаде се. Тоа топ. Да чуеме дали што вика воспитачот Васко. Ле, Васко сум го не видено, питај Бога од кога. Младувањето. Сега сите деца се со различни способности. И тука доаѓа до израчот на нормално здраво право живење во една нормално семејство. Ваму како институција сакале не мора да се придржуваме кон таквите. Па да, точно како јас. Па сите деца да бидат на исто, од средношколци до мало до голема, дури Па тоа го зборам јас, пријател. дете што што оди во градинка, се беше многу мачо, многу тешко за работа. Сега е тука и секој може да даде многу повеќе во проценти како воспитувач, како вработен тука со децата, а и децата го чувствуваат тоа, него како што беше во таа една институција во поголеми размери. Точно. Во кујната е нивната тетка Фимка. Денеска им подготвивме плескавици со сос и шпагети. Така на дополнување. Мразам шпагети. Тетка Фимка им подготвувала храна и во домот 11 октомври. Добро ги познава дечињата и се обидува да им ги готви помилените јадења. Па, У време на мајка ми немаше омилено јадење. Тоа што ги донесат, тоа ќе јадеш. А не сега шпагети, макарони, месо, не. У време на мајка ми компроманчо, тоа ќе се јаде. сега прибираат. Некој сака Па да пребираат. Тоа што го зборам јас, не сум фрик. нешто, едно, некое друго, па им угодуваме, некако им правиме кое што сака, според можностите, ако ги имаме намирниците при рака, ако не, Точно? тоа што е тоа. Точно. Време е за ручак. Дел од денот што уште повеќе ги зближува. Не видам малечкото колку сладко си го зема, да си го зема тањерот. Душичка. Но тетка Фимка има слободни викенди. Чекај да сирење да знаем. Каде е сирењето? Кивка. Каде е? Тогаш дечињата сами подгреваат храна и ја спремаат трпезата. Браво. Секој чест за тие дечиња. Значи, еви мама на мене ми вика, кога ги се надам да ја расхрана масата. А деца, ако не се во 11 октомври, сепак си има таа дисциплина да си ја средат масата. Леле, кога се поедуцирани домските деца, а јас сум пропаднат. Тоа ги учи на самостојност и дисциплина. Значи, воспитачите ги учат на самостојно и дисциплина. Тоа е многу битна работа и многу се горедам со такви воспитувачи. Браво, легенда. Само напред. Еве бе домот. Година живееја во оваа установа. Домот за деца без родители 11 11 октомври во Скопје сега е празен. Во него некогаш имаше до 180 деца. У време на мама имало до 200, ви гарантирам. Па е чудно, навистина е чудно, бидејќи е огромна институција, а е празна.
ги нема повеќе децата, ја нема онаа галама, го нема Майка ми растана во овој дом, ви кажувам од искуство. оној жагори, онаа гужва која што беше тука претходно. Сонја Стамевска овде работи 20 години, а сега е ВД директорка. За неа ова никогаш не Чекај. Како го рече името на директорката? овде работи 20 години. Која што беше тука претходно. Сонја Стамевска Сонја. Изгледа како нов директор, пошто мама која била прво имала како сега, маш директор, па мама која искочила од дом, дошла Ристенка. Ристенка е уште на времето мама која искочила од дом. овде работи 20 години, а сега е ВД директорка. За неа ова никогаш не било соодветно место за раст и развој на едно дете. Едноставно би рекла оној некој војнички систем на групно живење. Сега вие во една група од 16 деца не може а да не настане хаос. Хаос. Да биде нешто функционално или компактно, кога имате различна возраст, различни потреби, различни интереси, а вие сте ги ставиле на исто место да функционира. Сега играчките, мебелот и апаратите кои се уште се функционални се преместени во малите групни домови. Се уште сме во таа фаза каде што нели работи кои што им се останати, кои што се нивни, си ги средуваат, си ги земаат и така. Океј, тука ќе забравам што видеото стана предолго. Значи, луѓенца, слушате ли децата, ако не се во 11 октомври, пак се среќни и се грижат за себе. Сме на телефон. Значи, луѓенца, ви кажувам одлично искуство, значи, ако биле деца во дом, пак се по-дисциплинирани, се по-паметни од мене. Значи, домска екипа, брат, домска екипа, што друго? Мајко мила, кој ќе рачуна дека воспитачот Васко ќе видиш, бе? Дејам. Што да не скажам, топ. Да, Славина? Знаеш што? Знаеш кој видев нова? Ако се сеќаваш на него, само да поменам. Знаеш кој? Ти тегнува на оној воспитачот Васко? Васко Ѓорчев? Васко бе? Васко од дом. Васко Ѓорчев. Па ми тегнува нешто, Па сега не го гледам, знаеш што? Деца више не се во 11 октомври, туку се у групни домови. Да, знам тоа. И буквално сега го видов воспитачот Васко. Супер. Пошто знаеш ли викон? Дека ги едуцира децата. И не ги тепа, има возможност све, ги сака, ги почитува. Да. Нико, Знаеш ли само сега, обавезно, само нешто да те прашам. У дом, дали треба многу дисциплина? Дисциплина е потребна на секаде и во секојдневниот живот. А за останови? Да, треба дисциплина. Дисциплина е нешто сосема нормален дел на животот. Јасно. Че тоа треба да биде составен дел на животот, што е сосема нормално. Анда сега имало воспитачи што тепале. Види, тоа беше не е дисциплина. Тоа е веќе тортура. Што е тортура? Па, малтретирање. Да ти наредува некој? Да те тепа, да те малтретира, да. Види, Кико, да се разбере.